Почитувани граѓани, што уште треба да се случи за Никола Тодоров да поднесе оставка? Родилки и бебиња умираат. Денеска е пукано во лекар. Нема да има операција на хирургија додека не се заштитат лекарите со закон. Груевски и Тодоров не можат да ја гарантираат безбедноста на пациентите. Груевски и Тодоров не можат да ја гарантираат безбедноста на лекарите. Хаосот во здравството е резултат на погрешните политики на Никола Груевски и Никола Тодоров. Бараме оставка од Никола Тодоров веднаш. Благодарам. Толку е. Да, останува интерпелацијата, меѓутоа ова е нешто што сите не пресретна денес и бараме веднаш да биде оставка. Интерпелацијата беше првичниот. Цел како здружена опозиција не е да се грижиме за здравието на пациентите, меѓутоа и да ги заштитиме лекарите. Сакаме да го вратиме дигнитетот на јавното здравство, сакаме да ја гарантираме безбедноста не само на пациентите, туку и на колегите доктори. Благодарам. Толку, нели? Повелете. Зошто опозицијата не реагира кога да знаме поради грешки на лекари гинат луѓе? Вие ваква пресконференција не организирате кога граѓаните, обичните пациенти се жртви на неодговорна работа на лекари. Денеска реагирате зашто еден лекар бил нападнат. Меѓутоа не реагирате кога има класични примери поради неодговорно постапување на доктор гинат луѓе. Значи, ние како здружена опозиција поднесовме интерпелацијата точно затоа што сметаме дека најодговорен за погрешните политики и хаосот во здравството е министерот за здравство како извршител на политиките на актуелната власт, односно на Никола Груевски. За лекарските грешки постои механизам и начин да се докажат преку процедура истражна, преку истражни органи, преку лекарска комора, етички судови, судови на честа, за сето она што е направено од нивна страна. Меѓутоа, ние точно интерпелацијата ја поднесовме кревајќи глас заради изголемената смртност. Тригерот, односно мотивот со која поднесовме интерпелацијата беа последните случувања во Гевгелиската болница со смртта на родилката и на низиното дете. Со смртта на родилката од Тетовската болница, новороденчето во Велешката болница и родилката која го изгуби животот на скопските клиники. Се грижиме за пациентите подеднакво, како и за докторите. Точно заради тоа и беше поднесена интерпелацијата. Сакавме да речете дека за несовесната работа на докторите министерот Министерот назначува директори кои што се должни, согласно законот, да се грижат за организација и спроведување на законите во институциите во кои што раководат. Вие знаете убаво дека се воведени дупли директори, двојни директори во поголеми јавни здравствени установи и здравствени домови со над 1000 вработени, точно заради подобрување на состојбите. Не може еден директор кој што е назначен од министер да не ги знае состојбите во собствената јавна здравствена установа. Тука ги повикуваме за одговорност. Значи, морале да знаат што се случува во нивниот колектив. Морале да знаат дека им недостасуваат доктори. Морале да знаат дека лекарите се немотивирани, дека не се задоволни заради ниските плати и заради ова што се случува, а врвот на целата ситуација е случувањето денес.